Добро вечер. И на самиот крај од Централниот дневник време е за ново издание на Вестите од културата. Учениците од насоката за традиционална музика и игра при Државниот музичко-балетски училишен центар Илија Николовски Луј приредија несекојдневно музичко доживување. Концерт Мелодија што трае, инспириран од богатата оставина на еминентниот етномузиколог доктор Трпко Бицевски. Овој ексклузивен настан е круна на семинарот реализиран под менторство на легендарниот професор доктор Драган Даутовски. Во текот на месец февруари-март се одржа семинар кој беше под менторство на професор доктор Драган Даутовски и овие деца покрај тоа што има прилика да творат со мелографските записи на доктор Трпко Бицевски, истите има прилика да научат од него за естетиката на изведување во Егејска Македонија, за изведбата на групите кои што во тоа време постоеле кога доктор Трпко Бицевски истражувал, и заедно со колегите голем беше репертоарот на песни кои што успеавме да го откриеме, но со помош на професорот доктор Драган Даутовски и останатите колеги кои што се дел од насоката, одбравме 12 мелодии кои што го опишуваат тековниот живот на професорот Трпко Бицевски, поточно песната со која што се запишува во училиштето Илија Николовски Луј како ученик, која што му била пресудна за да влезе на приемниот испит, а потоа и една песна која што ја извадивме од архивите на Институтот за фолклор Марко Цепенков, која е карактеристична и по која неговото семејство се сеќава. Тоа е песната Тргнало стојне завода, мелодиска линија која што ја испеал Трпко Бицевски, а ние ќе имаме чест да биде изведена од страна на нашите ученици. Галеријата Метаноја е домаќин на изложбата Асиметрија на Гордана Јаневска. За изложбата доктор Коста Милков вели дека преку различните геометриски перспективи набљудувачот добива увид во повеќе слојноста на секој идентитет. Изложбата ја посети колешката Ирена Спировска. Во галеријата Метаноја е изложена мојата четврта поред оваа година самостојна изложба во Скопје. Изложбата се вика Асиметрија, односно бегање од различното, гледање со различен поглед на нештата. Изложбата е отворена минатата недела и поради голем интерес ќе се продолжи уште една недела, многу ми е драго. На изложбата има големи платна кои се изработени во акрил техника на платно, значи користам акрил бои. Сликите се слики што зборуваат, полни се со емоции. Се надевам дека секој што сака да ја погледне изложбата ќе се пронајде во нив и ќе допре до нив. Многу ми е драго што сум во Метаноја. Благодарност до Коста и до Наде. Повелете сите што се заинтересирани. Благодарам. Концерт на македонскиот женски младински хор Менада од Тетово и групна изложба насловена Два конца парај се првите настани кои беа организирани во Македонскиот културно-информативен центар во Белград. Македонскиот женски младински хор Менада од Тетово одржа концерт под диригентската палка на маестро Ивица Зориќ. Хорот се представи со 15-минутна музичка програма, која во најголем дел содржи духовна музика, а беа исполнети и неколку македонски евергрин композиции. Покрај концертот на хорот Менада во КИЦ Белград отворена е и групна изложба со наслов Два конца парај, на која се представени дела од 24 уметници како своевиден мост на поврзување и пријателство помеѓу македонската и српската ликовна уметност и култура. Со оваа информација ги завршуваме вестите од културата. Ви благодарам на вниманието.